Се подигнува степенот на подготвеност за превенција од спречување и евентуални заболени од коронавирусот во земјава. Заради новонастанатата состојба со коронавирусот и проширувањето на вирусот во областите Ломбардија, Венето и Емилија Ромања во Италија, утрово министерот за здравство Венко Филипче одржа состанок со Комисијата за заразни болести, на која се констатираше дека степенот на подготвеност се подигнува на повисоко ниво. Комисијата донесе нови, зајакнати мерки за превенција и справување со евентуални заболени, кои дополнително ќе бидат координирани на денешниот состанок во Центарот за управување со кризи. Првичните заклучоци од состанокот на Комисијата за заразни болести се дека се засилува контролата на сите гранични премини на двата аеродрома во земјава. На граничните премини се отстапуваат посебни простории каде ќе бидат интервјуирани сите патници кои доаѓаат од различни дестинации и ќе се врши првичен скрининг на нивната здравствена состојба. На Скопскиот аеродром термалната камера се поставува на локација од каде што ќе се следат сите патници кои пристигнуваат, а не како досега само патниците од Дубај и Истанбул. Доколку се јави потреба, инфективната клиника во Штип ќе функционира како објект за изолација. Тестирање на сумнителни случаи ќе се вршат на инфективните клиники во Скопје и во Куманово, а Министерството за здравство информира дека во земјава има доволно реагенси за третирање на коронавирусот. Министерството за здравство апелира до граѓаните во целост да ги почитуваат превентивните мерки за заштита, да се воведе дополнителна заштита за храна, да не се конзумира храна направена од болни животни, да се воведе дополнителна заштита при подготовка на храна, да се користат различни садови и ножеви за подготовка и сечкање сирова храна и да се мијат задолжително рацете по секоја подготовка на храна, да се воведе посебна заштита при работа на отворени пазари, задолжително носење заштитна опрема, ракавици, маски и мантили додека се извршуваат работите со животни или производи од животинско потекло. По употреба, целата опрема да се извади и да се пере секојдневно, да се внимава да се заштити семејството од неиспрана работна опрема, да се штити населението од настинки, да се избегнуваат незаштитен контакт со болните, како и незаштитен контакт со животните и дивите животни. Задолжително и често мијање на раци и кога не е видливо нечисти да се мијат раците со сапун и вода или да се користи чистач за раце кој содржи алкохол. Заштитата на останатите од заболувањето при кашлање или прекивање да се заштити устата и носот со марамче или со дланката. По употреба марамчињата да се фрлаат во затворени канти. При кашлање или кивање, како и при грижа на болни, задолжително да се мијат рацете.